Зурли и Тапани по 13 пати ја најавија традиционалната спикијада во Пехчевско Спиково, но прв пат спикијадата ги обедини поранешните жители на ова населено место, откако е прогласено за село во општина Пехчево. Традиција за нас Спиковци значи како наследство по поколенијата стари да го обновиме село Спиково кое го има на картата ПНР Југославија. Роден Пехчевец, живеам во Скопје. Секоја година доаѓам поради спикијадата и сум многу задоволен и многу сум воодушевен што секоја година е се подобро и подобро. Традицијата е добро, младите ја прихваќаат и ја мислам дека ќе се настави, ќе биде секоја година подобро и подобро. Јас сум од Неготино. Зошто сте дошли овде? Мажот ми од Пехчево, дојдовме на спикијада. По повод спикијадата, планинарите организираа планинарски марш. Со една наша група планинари од Голачка Срна, од Делчево и Плавица врв од Пробиштип, направивме една планинарска тура до врвот Сигналот и во 12 часот бевме во село Спиково. А по повод празникот Илинден, за прв пат беше осветена вода во манастирот во изградба посветен на светецот Илија. Манастирот се гради со донации. Црквата е сега покриена, треба да стегаме од тоа че до година да соберем финансиски средства. Требат ни бароше 5000 евра, ни требат за иначе столарите е порачена, врати, џамове, тоа е се порачено. Општината веќе планира инфраструктурни проекти во селото. Можеме во најскоро време да реализираме и дел од програмата, односно во програмата на општина Пехчево, да бидат опфатени и проекти кои што ќе придонесат за развој на село Спиково. Денес во напуштеното Спиково почна да се градат и нови градби, што дава надеж дека не се залудни заложбите на Сдруженијето на Спиковци да се врати животот во ова село.